Господин Воксановиќ, во време кога заради војната на Блискиот Исток цените на минералните ѓубрива отидоа до плафон, во време кога дури Европската комисија им дава не знам колкави субвенции на своите земјоделци за да купуваат ѓубре, да не штедат, за да имаат приноси, и во време и кај нас кога се прават самите земјоделци штедат зашто им е скапо ѓубривото, мислам дека е вистинскиот момент да зборуваме за нешто што го имаме дома, што е многу поквалитетно од тие минерални ѓубрива и кое што треба само повеќе да се зборува за него, да се промовира, зошто треба да се свртиме кон природниот начин на прихрана на растенијата. Еден од тие природни начини е преку ѓубривата кои што ги произведуваат калифорниските црви преку својот метаболизам. Вие сте целиот свој живот практично го посветивте на ова производство. Од што се добива тоа ѓубриво, кои се предностите, зошто треба да размислуваме на биохумусот? Ова ѓубриво се работи од тоа кравјо ѓубриво, најчесто црвите го преработуваат, процесот е негде 8, 9, 10 месеци, ние 14-15 месеци го работат црвите за да биде многу поквалитетно. Бидејќи е тешко за аплицирање, направивме течно ѓубриво на барање на поголеми земјоделци за да може да иде во систем капка по капка и фолијарно. А знаеме дека биохумусот е едно од најквалитетните ѓубрива на земјина топка. Збориме од биохумусот калифорниски црви. И сега ние со тек на години, со проби, сме успеале да извадиме скоро све од биохумусот, да го преточиме во течна сосива. Едина разлика помеѓу биохумусот и течното ѓубриво е процентот на органската материја, негде 2% имаме помалце во течното, што не е уопште битно. 49% имаме органска материја во течното и 51% негде во чврстото ѓубриво, во биохумусот. Кои се работите што не ги гледаме со око? Дури старите египјани виделе нешто во калифорниските црви кога ги виделе зошто е плодна почвата покрај Нил и сватиле дека улогата ја имаат калифорниските црви. Што е тоа што калифорниските црви го облагородуваат, да го речеме арското ѓубре, шталското ѓубре што го има од кравите? Ние можеме и шталското да го фрлиме, ќе имаме приноси. Но ова е многу пооблагородено и многу повеќе елементи има во него, елементи кои што ќе отидеме во земјоделска аптека ги купуваме едно по едно, посебно ги плаќаме. Па кога веќе спомнавте за старите египшени, значи они виделе дека калифорниските црви за една година на 1 хектар прават 10 тона органска материја или 10 кила на квадратен метар. Баш кај калифорниските црви прават канали и воздушниот и водниот режим го регулираат. Тоа е многу важна работа за растенијата. И најстрого забрането било да се извезуваат од долината на реката Нил. Во ова ѓубриво, во биохумусот, во течното ѓубриво, што ние го произведуваме, значи има фитохормони, ензими, бактерии, микро-макроелементи, хуминсна киселина, фулвична киселина, значи све воедно. Сите овие елементи се продаваат посебно во аптеките. Ние го имаме све воедно. И затоа имаме избалансирана исхрана на растенијата и растенијата може да го достигнат својот генетски максимум или потенцијал. Кои се тие анализи? Еве, Светската здравствена организација и ФАО, кога сака да покаже некој производ дека е квалитетен, прво што зема како пример е колку витамин С има или аскорбинската киселина. Еве, кои се некои анализи што покажуваат зошто да се користат? Имаме ние една анализа правена на земјоделски факултет во Торино, каде што правеле анализи колку кое растение има аскорбинска киселина или витамин С. Спореден тест е правен помеѓу вештачки ѓубрива и биохумус. У тоа време не постоело течно ѓубриво како сега што сме направиле. Значи тоа е од 2 пати па до 7 пати. Пипер, патлиџан, краставица, јаболко, крушка, например кај јаболкото е 7 пати, кај патлиџанот е 2 пати. Не збориме за 20%, 30%, збориме за 200%, 300%, 500%. Тоа е 2 пати, 3 пати. Кај крушката е 700%. Значи, што повеќе витамин С, имунитетот на растенијата се зголемува. Потрошувачката на заштитни средства се намалува. Тука заштитни средства се во денешно време многу скапа работа, можда поскапа него вештачките ѓубрива. Значи, по деден основ
имаме имунитет кој се брани од болестите, од измрзнување, од топлотни стресови, а од друга страна во органсково ѓубриво имаме негде околу 100 милиарди корисни почвени бактерии. Тие почвени бактерии се борат против штетните бактерии кои предизвикуваат пепелница, пламеница, ботритис и други болести растителни. Тоа е све праено на земјоделски факултет, катедра микробиологија, професор Зиберовски има направено на кои болести делува. Значи, пошто борба за простори, овде има многу поголем број на бактерии, они ги ништат тие бактерии, што штетни да не кажам. Патогените, да. На крајот, еве и, да речеме, јас лично сум вкусил производи кои што се третирани вака, самиот вкус покажува дека има голема разлика во вкус. На крајот тој С витамин што ќе се бори растението, ние го добиваме и преку плодовите и за наше здравје, како повеќе. Па да, ние си работиме за домашна употреба, пипер, патлижан, јаболка, имаме сливи. Кога ќе проба некој човек од тие производи, вика, например, златен делишес, вика, имам ја. Викам, пробај, кога ќе проба, вика, ова не е златен делишес, нешто друго е. Вкусот е сосема друго. Патлижанот, пиперката, морков, значи тоа е све сосема друг мирис, вкус. Еве, зимаат јагоди од Света Петка од кај нас. Јагодите, па и друга важна работа, кога се работи со ова ѓубриво, растенијата стасуваат, плодовите стасуваат од 7 до 15 дена порано. Тој човек треба да дојде сега да земе ѓубриво и да донесе јагоди, ќе пробате. Вика, ја ги набрав, заврши бербата. Другите тек сега почнуваат да берат. Знаете што значи тоа? Цената е дупло поголема. Ако ќе пробаат, ја од тие јагоди однесам на пуно пријатели, комши да пробаат. Вика, каква е оваа јагода? Од каде е оваа јагода? Не само тоа, во време кога еве лани ни измрзнаа пола праски кајси, оваа година имавме повторно мрзнење. Сите кажуваат дека кога растенијето е појако на имунитет, многу полесно се справува со такви климатски промени кои што веќе ни стануваат се почести. Имам ја слики од ресен што ми праќаат задоволни муштери кои користат Оргалайфо, да мора еднаш да го споменам. Значи, јаболките кај него почнуваат световите латиците да паѓаат. И одма зема испрска со течново ѓубриво и со, мислам, некој антифриз, меѓутоа, вика, со антифриз сме прскале порано, ама нема фајда. Вика, се врати во латиците и му предложив, пошто биле болни, со малце поголема количина да прска, вика, ја сега добив оваа година најдобри јаболки од сите години што работам. Цреши исто, на иста површина, иста сорта, измрзнава 90-100%, кај човеков само 20% измрзнава. Бидејќи се работи за природно ѓубриво, нема лимит, може на било која култура, на која сака буквално. Па видите, и на жито, и на гроздје, на се може. На све може. Значи, сега со овие топлотни промени, јаги стресови, добиваат растенијата, ако немаат избалансирана здрава храна, они не може да обстојат. Значи, научниците како зборат, веќе ќе мора да се премине на органски ѓубрива. Дали ќе биде ова, дали ќе биде арско, дали ќе биде алги. Значи, на органска база да биде. Вештачките веќе полека ќе се исфрлат. И се послаб е ефектот од вештачките. Поготово Македонија, како прогнозира за 20-30 години дека ќе биде пустиња, облаците само поминуваат низ Македонија и ништо не прават. Ја имам некои идеи, пишав како треба, што треба. Значи, имаме аероклуб, има авиончиња кои се направени да запрашуваат против град, меѓутоа ја не се слагам со тоа. Овде ќе запраша, тамо ќе удри повеќе, али овие облаци сега што поминава, тие се дождовни облаци, пуни се со дожд, нема град. И само ќе си поминат низ Македонија, а ако го направи државата ова, значи да се натопи почвата, ќе се напунат езерата, почвата ќе биде богата со вода. Значи, житариците нема да добиваат 2 тона, 3 тона, него ќе добиваат. Они, сите земјоделци користат, ставаат доста ѓубрива како треба, меѓутоа без вода нема. Ќе добиваат 6 и 7 тона, можда и 8 тона ќе добиваат. Па и не се растварат без вода минералните. Значи, треба да се размислува и на тој начин. Значи, унапред да се иде, не
да се чека после 20 години кога све ќе пропадне. Кога сме кај идеите и кај предлозите, еден од интересните предлози кои што еве сме го разговарале и друг пат, но мислам дека треба да се навратиме повторно и на него, е предлогот да базата, основата практички за ваквите биохумусни ѓубрива е арското ѓубре. Ние имаме драстичен пад во млечното говедарство, драстичен пад негде од 250.000 млечни крави сме дојдени на 140 за само 10 години. Сите се жалат, цената на млекото била неконкурентна, имаме голем увоз, притисок, има од ефтино млеко, ни влегува преку границите, но треба од друг аспект да се погледне работата. Тие сточари спасот треба да го гледат во ѓубрето кое што сега го фрлаат, а кое што може многу пари да им носи. Кој е вашиот предлог, вашата Во други идеја? држави, во Македонија, значи краварството само земаат пари од млекото и телињата. Ништо друго. Во други држави, копита, влакна, кожа, значи имаат и други приходи, затоа им се исплати и поевтино да го даваат млекото. Ја правив некоја рачуница, значи тој земјоделец, значи да го подобри својот буџет, кој има 10 крави, може да има шталски крави, значи не да пасат надвор, има негде околу 100 тона арско ѓубре. Годишно. Од тие 100 тона арско ѓубре може да се добие 50 до 60 тона биохумус од калифорнијски црви, ако државата даде субвенции. Тоа се субвенциите, се 2000, 3000, 4000, зависи колку крави има. Тие ќе бидат субвенции во инвестиција практично. Значи не е нешто многу, али ако добијат 50 до 60 тона арско биохумус, тоа е негде 18 до 20.000 евра годишно плюс од ѓубрето арско кое или го фрлаат или го даваат за без пари. Пазите. Кај би го продале тој биохумус? Вие имате потреба? Имаат фирми како вашата? Што би му Па правиле? нема фирми како нашата. Порано имаше едно 20 луѓе кои одгледуваат црви, меѓутоа или не знаат да работат, или не знаат да продадат. Нас ни бараат, еве еден пример ќе кажам. Направивме барава од Јужна Афричка република понуда. Им пробат да направат прво, им пративме 20 на литра. Они имаат 18.000 хектари житни култури. Видова дека е перфектно, не натерава да го регистрираме како фирмата се вика Гигабрайт и како Гигабрайт го имаме регистрирано во Министерство за земјоделие. Меѓутоа, кога требаше да се склопи договор, да се направи договор, да се потпише, они бара 90 до 100 тона месечно течно ѓубриво. Ние немаме толку биохумус. И го растуривме договорот, па не тужева, па 300 чуда беше. Сега, пошто нема у Македонија, сега треба последните од Струмица дојдова овде, од Берово, уште 2-3 чуваат. Имам склопено со еден албанец кој живее во Скопјанец, правник по струка, кој живее во Албанија и работи калифорнијски црви, од него ќе увезуваме и од Сурдулица ќе увезуваме. Ќе увезуваме ѓубре за да го преработиме. Ѓубре, имаме крави, имаме шталско. Готово Добро, ѓубре. само да кажам, имаме шталско, треба само да го Кога преработиме. не може кај нас, значи сточарството пропаѓа. Ја кога на тие седници, кога у некоја подсекторска група сум за органско производство, кога ќе кажам планов, викам земјоделците, сточари не може ни 5000 евра да заработат, они ќе рипнат какви 5000 евра, ние сме у загуба, ти 5000 евра збориш. А овде се збори за, пазите, 10 крави 18 до 20.000 евра, а 20 крави е дупло, а 40 крави е четворо дупло. Абе, и да не се тока и бројките, и да не се 18.000 и 10.000 евра да се, па е цифра. И па ја на последни 4-5 министри истото им го пишувам, никој не реагира. Што да правиме? Малку треба. Комплицирани ли се за одгледување? Бараат ли многу? Бараат ли простор? Бараат ли некакви услови? Ангажман многу? Да ви кажам, Може ли лесно да се научи таа работа? Па може, ние имаме снимено клипче, значи ја порано идев, ги едуцирав, доваѓа овде кај нас да гледаат како. Мислам, све е тешко кога не го знаеш, а кога ќе видиш како се работи, све е лесно. Го каже. Све е лесно. И треба државата малце да размислува, има пуно ситни работи, кои не сум само ја со некои идеи. Има многу луѓе во Македонија со такви идеи да тргне Македонија напред. Меѓутоа, нас никој не слуша. А иначе нас ни треба многу ѓубриво. Све што ќе произведа, све ќе се продаде. А уште да кажем на кои растенија како делува. Така?
течново ѓубриво. Например, еве кај житните култури. Растенијата имаат, сите растенија, имаат за 2 пати поголем коренов систем кога се работи со ова. Значи, во најголемите суши, они можат растенијата да се имат храна и вода од дупло поголема површина. И од подлабок слој. И добиваме негде 20-30% поголем род, негде и 50%. Например, у Турција, кога извезувавме пченка, они со вештачко ѓубриво добиваат негде 8 тона од хектар, да не сгрешам 8 тона. А со нашето добива, Биоред Ворп се викаше тамо, добива 12 тона. Турците не гледаат вака, кога идеме кај нив. Значи, во едно село требаше да дојдеме околу 9 навечер, дојдовме 11:30 ноќта за да доснеме. Цело село не чекаше да чуе. Овде кај нас, со тие поголемите фармери и што имаат земја доста, не икат да ме примат, да ме сослушаат, не мора да ме послушаат, само да ме сослушаат. И да земат да пробаат, барем на неколку растенија. Не икат ни да пробаат. Тоа е проблемот. Например, еве, орис во Кочани. Ние добиваме 9, 10 тона, 11 тона. У Турција 12 и 13 тона од хектар. Ама они третираат 3-4 пати, овде третираат 2 пати. Пазите сега, штрајкуваат сите оризари, мала е цената. А што? Викан, мала е цената, ѓубривото е скапо, заштитни средства се скапи. Ние со нашево ѓубре правевме опити. Значи, имаме 9 до 10 тона по хектар, значи, они добиваат 50-60 ретко. Значи 30-40% повеќе покрупни зрна, рандманот е многу поголем, кршливоста се намалува. Што ќе биде се ако со исти пари, ако со исти пари добиваат дупло поголем род. Значи цената ќе им се исплати, нема да штрекуваат. И кај сите култури е така. Кај пшеницата, јачменот исто, пред 4-5 години во Илинден не му чинеше, требаше да го изора, сите агрономи вика не бива од ова ништо. После 2 третирања доби јачмен и пшеница најдобар у цел регион. Имаме слики за тоа, све е документирано. Требаше, пошто беше компензација договорено, да плати во колку е на откуп на жетва, толку да кошта пшеницата. Откупот беше 9,5 денари, он ја продаде по 13 денари, бидејќи имаше квалитет. Значи, тој квалитет не може нигде. Вика 30% у светот може ваква пшеница да произведа, другите не можат. Кај гројзето имаме негде 20-30% поголем род, покрупни зрна, шеќерноста е многу поголема. Луѓе што работат веќе десетина години со нашево ѓубриво, вика, го гледаш зелено, ќе пробаш, ама веќе има сласт. Значи, сега се мери шеќерноста. Ја имам, мислам, имаме ние луѓе кои веќе десетина години работат со ова. Али тутунот ќе се јават, имам растат, не ми чини, не знам што, се мисли, не го пробал, не знае, а луѓето се исплашени, се скептици, да. Бидејќи многу пати се излажени, вакво ѓубре, онакво ѓубре и не бива. И еве ти викам, без пари пробај, се јавува после 3 дена, леле, вика, го дигнат тутун, расадот одма. Ако се работи тутун со ова ѓубриво, значи има многу повеќе листови, потешки листови, поздрави листови. Кога ќе се исуши тутунот, добива златно-жолта боја и иде една категорија плюс. Пошто и у најголемите суши, па рековме, имат двојно поголем коренов систем. Значи, веќе тутун продаваме за тутун, а почнаме тек пред 5 години да го продаваме, бидејќи некој си од институт за тутун и кажа дека не може со органско ѓубриво и викавме не може, ама ако пробавме, искочи дека нема подобро ѓубриво. Бројни примери има така. Какви се планови, останувате посветени да го промовирате во Македонија, надвор? Па ја во Македонија веќе не сакам ни да се малтретирам, значи, како да ја кажем, ме гледаат како некој си што работи некакво ѓубриво, никакво. Имаме
мислам, побарувања големи, Канада, Чиле, па се во Јужноафричка република, али најверојатно ќе работиме пак со Турција, пошто во Турција работевме и после 5 години не му го продолжува. Значи, на секои 5 години се обновува дозволата за увоз. Пошто штрајкуеше против Ердоган, после 5 години сега најдовме друг човек кој се јави, а се јавуваат многу луѓе. Значи, ќе работиме па со Турција, тука ни е блиску, не е скап превозот. Со Србија исто неколку луѓе се јавуваат, ама дали ќе имаме биохумус. Нас не ни е проблем да За извоз бараат, лесно ќе се продаде. бара све повеќе и повеќе. Само основата да имате. Па ние немаме биохумус, нас ни треба сега на тие количини, ние не можеме више со црвите да произведеме толку. Нас ни требаат партнери. Порано имавме 5-6 партнери, сега само на тројца останавме. Нас не ни е проблем, технологијата имаме, овде имаме негде 50-60 тона, 70 тона може месечно производство, али да го зголемиме производството, ние може да изнајмиме простор, се купуваат резервари, се купуваат пумпи, све се купува. Значи можеме за месец дена да направиме колку сакате ѓубриво, али проблем е суровината, биохумусот. Така ги погледнавте деталите околу ова ѓубриво, а ние затекнавме еден производител на јагоди кој што користи вакво ѓубриво и кој што вели дека многу почувствувал на побарувачката и на квалитетот на своето производство. Кај површини имате, што одледувате? Село Света Петка, произведуваме јагоди и Колку производство? па тука негде до хектар имаме и еден другар вика, треба да одеме да зимаме органско, вика, кај еден. Добро, вика, мај, ќе дојдеме. И дојдевме со тој другарот тука и зимав ја 3 туби зимав и го пробав. Првата рака му турив, гледам нидат некако како почнале. Втората, третата, четвртата и почна да берам. На први имав. За ја ден една гајба, 2, 3, а на 6 сум почнал бербата. 6 кој? Мај? 6 мај. Добро. На 6 мај. И тука сум почнал првата рака, околу 12 гајби и му викам, ова што сум го зимал, викам, има ефект добар. Сега зависи времето и тоа. И почнав, имам брат ми тука, чичко ми, ама ја му покажав една слика. Викам, гледај овие. И после тој чичко ми вика, дај бе ја да пробам, и на него му турев, ама и покасно тој, ама добро и тој има ефект. Почнали тие, убаво. Се сакаш да кажеш, порано стасуваат за берба, фаќаш по убави цени? Да, овие стигнале порано 10 дена пред другите. Цена, разлика? Па цената разлика сум почнал од 200 динари, па сега моментално зјадните 140. И на прикрај сум, ова ми е последната берба, може има ретко сега. Ама убавите цени и убавите берби помина? Тие што сум поминал убаво до сега, муштериите што ги имав, ги носам сите по пилари, тука пиларите што ги носам. Ти барат пак? Ниједен не ми вика до сега, аз би си ми правил грешка или било што какви тоа. Добро, во време кога беше врнежлива пролетта, има проблеми со болести. Поотпорни се на болести вака кога се... Не, ова е 50% поотпорни од болестата. 50%. Ја што сум ги... Пошто мора да ги ставаш тоа леко што треба, ама 50% имат ефект од ова што го има производено директорот. На вкус? На вкус, ја кај сум го носил, Има разлика? викат, да не те викам 100%, ама 70% сите што го јадат, сите што го пробат,
еве, пробај тука, имаш, може да ја пробаш. Да видам дали стварно кажуваш вистина, дали стварно се повкусни. Тука се пред тебе. И големи, сигурно и за на око полесно се продаваат, кога ќе ги видат вака Види, и убаво созреани, вкусни, нема збор. Другата година планирам 2 хектара да ја пуштам.